Зошто им се на граѓаните, новинарите и градоначалника ако мора сите проблеми сами да ги решаваат, а од првите да добиваат афирмативни прилози, додека од таткото на градот само вербална подршка? Такво прашање се наметнува по реакциите на социјалните мрежи на кочанчани кои одредени локални политики ги нарекуваат лицемерни и дволични. Спротивно на критичкото коментирање на одредени проблеми и појави од страна на граѓаните, новинарите во општината се претворија во пренесувачи на обландираните информации кои пристигнуваат од локалната самоуправа за прекрасни реконструкции и реновирања. На истражувачко новинарство никој не помислува, на критичко уште помалку. Како во општината да тече мед и млеко и на сите се им е потаман. Веројатно, затоа што во работни денови за време на викендите пушти еден канал музика, пушти друг пак музика, измеѓу по некој турски филм или македонска народна приказна. До кое ниво е паднато новинарството во државата зборуваат новинарски редакцијски прилози за исчистена дива депонија некаде во Малешевијата, која на еден од најпосетуваните национални портали стои со денови. Или сензационалистички наслов: кичевчанка на 24 годишна возраст вчера била касната од куче скитник и така натаму. Збунувачки се испревртените наслови зад кои стои една иста вест. Ако се пласира со многу загонети недовршени реченици за да се намамат посетителите да ја отворат и прочитаат. И додека се наоколу пропаѓа, што поради COVID-19, што поради лоши политики, а цветаат само разработената локална самоуправа и неколку тендерашки фирми, општината и државата чекор по чекор одат кон Европа, додека граѓаните со бугарски пасоши, со коли и авиони веќе одлетаат таму.